Почитувани, добро утро, добре дојавте во студио 10 на телевизија 24, јас сум Сеад Резвановиќ. Продолжуваме со дебатите посветени на локалните избори, каде што првиот круг од локалните избори ќе се одржи во недела, а како што е веќе познато, телевизија 24, освен дебати за градоначалници, одржува и дебати за советници, тоест за носители на совет. Тоа исто така важно, бидејќи и тие луѓе се на избирачките листи за нив. Исто така бираат граѓаните, па така сакаме да ги слушнеме нивните ставови за клучните прашања во секоја општина. Во оваа емисија ќе разговараме за две општини. Прво ќе дебатираме за општината Центар, а потоа за општината Аеродром. Тука ги имаме носителите на листи од општината Центар, оние што дојдаа, бидејќи има повеќе. Па така еве, пред да почнеме, само едно кусо представување за оние што дојдоа. Тука се Хромислав Барзов од Знам, Филип Јакимовски, Искуство за успех ЛДП и коалиција, Миле Цветановски, Македонска акција МААК, Антонино Новотник, коалиција за Зелена иднина, Горан Андреевски, коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН, Андреј Куцуловски, Левица и Јане Демески, група Избирачи. Добре дојавте сите во дебатата. Уште едно кусо посетување за вас и за гледачите. Сите знаеме, имате 2 минути право на одговор на прашање. Потоа, доколку некој сака реплика, има право на 1 минута реплика на тоа што го зборувате и ви имате право 1 минута на контра реплика. Дебатата е поделена на сектори, на оние делови кои се најважни за функционирање на секоја општина и почнуваме со урбанизам и просторно планирање. Ќе одиме вака по ред, како што сте, па така, еве, почнуваме со Хромислав Барзов од Знам. Господине Барзов, кога зборуваме за општина Центар, најмногу се зборува за бетонизација, за претерана урбанизација, за премногу згради. Што предвидува вашата програма по тоа прашање, за тоа што граѓаните го бараат? Како ќе спречите понатамошна бетонизација и ќе обезбедите повеќе зелени површини? Пред се бетонизацијата сите не загрижува, бидејќи ние веќе немаме доволно урбан простор за функционирање. Сите ние од општина Центар сме сведоци дека во последните неколку години интензивно се гради, но за жал некои норми на урбанизирање на тие средини се пропуштени. Исто така имаме големи предизвици со паркинг просторот и одржувањето на хигиената, како и одржувањето на зелените површини. Не смееме да заборавиме дека во последниве налети на градење во општина Центар се заборава и основната инфраструктура. Постоечката инфраструктура на одведување на атмосферски води, потоа канализацијата, како и проблемите и предизвиците со напонот и притисокот на вода, како и струја, ги засегнуваат жителите на општина Центар. Тоа ниту еден жител на општина Центар не го заслужува и овие фрустрации што секојдневно ги доживуваме треба да бидат надминати. Во нашата програма се опфатени повеќе точки со кои предлагаме решавање на овие аномалии, би рекол, кои ги засегнуваат и нормалното живење, но и безбедноста во сообраќајот, како и безбедноста во училиштата. Предвидуваме прво ревизија на сите издадени дозволи за градење кои не се почнати со градба, со цел да видиме дали тие нови градби ќе нарушат хармонијата на живење во нашата општина. Исто така планираме и зголемување на паркинг просторот и одржување и по можност зголемување на зелените површини. Да, добро, ќе продолжиме веројатно уште на таа тема. Јакимовски, истото прашање за вас. Бетонизација. Секако како и сите носители на советнички листи од Центар, јасна ни е сликата за општина Центар дека во моментов се спроведува бетонизација истата, поготово не во сите, да речам, региони од општината, најмногу тоа се одвива во Боњакове Церени 2, Дебар мало, Маџир мало, каде што се издадени голем орендно одобренија и при тоа
иако се издадени истите, откако ќе се изведат, истите не се запазува тоа колку зеленило треба да има на тротоарите откако ќе се изградат тие нови згради, колкав простор треба да се остави за пешачка патека и за велосипедска патека. Тротоариве ни се узурпирани од возила потоа откако ќе се изградат постоечките новите згради. Сведоци сме секојдневно дека пешаците ни се на улица, а моторните возила, автомобилите ни се на тротоарите. Така да ќе предложиме и одредена ревизија на одредени дупови, каде што ќе видиме каде што би можело да се интервенира околу, пак ќе напоменам, околу зеленилото, да има повише зеленило, да има поголеми пешачки патеки и слично. Да, добро, благодарам. Цветановски, што предвидува вашата програма во поглед на ова прашање? Па видите, тоа е рак на рана долги години. Јас доаѓам од урбаната населба Црниче, делот од Водно, кај што е најпроблематичниот дел, каде што се изградија еnormно високи згради, панорама беше на 2 спрата, сега е на 12 спратови, олимписко село веќе не постои, се урбанизира, тоа беше мислам најголем допринос за државата, Олимпијада, тоа треба како традиција требаше да остане, да не се руши, ама урбаната мафија си го зема замавот. И тоа се струши. Хотелот Скала исто се направија приват и уште и понатака се гради, што е најтрагично. Не се запазуваат параметри, при донесување на урбанистички планови не се запазуваат место за парки места, за простори, се даваат маркици А1 на некога А2, некој за домување, некои станови препродаваат. Значи се прави маркетинг со земјиштето, веćinom се тие приватни земјишта што ги узурпира урбаната мафија и сега ги прави плановите, советниците, уствари градоначалниците, ги прават померка на градежните овие, речи ги, урбанисти, што се нивните, и со тоа се узурпираат правата на граѓаните кои што живеат тука, кои што се нивни поседи, и сега се стеснуваат улиците, нема тротоари, нема за пешаците, улица од 6 метри широка, 7 метри се прави едносмерна, кај што се паркираат лево и десно коли, ние не можеме да си влеземе во нашите домови. Што значи ние старосаделците останаме фактички како кираџи. Не е во ред тоа што се прави. Јас ќе се залагам за ревизија на ДУП-от, да се спречи издавање и стартување на маркици кај што нема потреба и да се направи, не се почитува онај дел кај што треба во секоја зграда, објект, например, најмалку 6 парки места. Нема ни едно. Да. Колите на улица. Добро. Благодарам. Новотни, вашиот став по ова прашање? Јас би започнал со едно правило, еден закон кој што е предвиден во Законот за урбанистичко планирање, а тоа е дека јавниот интерес е приоритет. И кога зборуваме за бетонизацијата, токму таму треба да помине. Ние како Зелена партија се залагаме за тоа да се применуваат регулативите и стандардите. Кај нас се пропишани стандарди за 20% зеленило на секоја парцела за изградена зграда. И ние тоа некако го превидуваме, го прескокнуваме, го премолчуваме. Јас не знам ни една зграда во центар која што е изградена во последните 20, да не кажам повеќе години, па да се разбере колку сум и возрасен, но никаде немаме веќе насадено дрво. Еве, јас го носам овој единствениот рекламен материјал на нашата партија и нашата коалиција, тоа е семе од босилек, каде што меѓу другите пораки пишуваме секоја зграда заслужува дрво. Се сеќавате дека ние живееме во еден центар каде што покрај секоја зграда имаше некој мало дворче, некој мало зеленило. Значи тие мали качиња со урбано зеленило треба да ги вратиме. Може, ги злоупотребуваат инвеститорите, градежниците, ги бетонираат и повторно имаме бетонизација и на оној минимум процент на зеленило кој што е пропишен. Од друга страна, зелените крововите, вертикалното урбано зеленило за кое што зборуваме веќе со години, агитираме, зборуваме дека треба да биде isprojektирано нели во самиот основен проект на тој бетон кој што го добиваме и секако како последна мерка против бетонизацијата е ревизија на деталните урбанистички планови за кои што се надевам ќе разговараме малку повеќе, бидејќи тоа е исто нешто што не води кон понатамошна бетонизација
а веќе нема каде. Просторот е она што не е необновливо и не можеме да го вратиме просторот кој што ќе се злоупотреби. Благодарам. Да. Добро. Андреевски, вашата партија е една од партиите која до некој начин е имала власта во центар во форма на градоначалник, тука и СДСМ, се разбира. Јас само на почетокот не кажав, сакам еве за гледачите да кажете, дека тука ги повикавме сите, дека не дојде Андреј Александар Савески од СДСМ, како и Горан Ѓуровски, исто така кажаа дека поради неодложни професионални и лични обврски не можат да дојдат. Ова е чисто како информација за гледачите. Значи, за вас, што предвидува вашата програма по ова прашање? Првенствено би сакал да нагласам дека ние како политичка партија ВМРО ДПМН до сега не сме имале кандидат во општина Центар, него секогаш сме поддржувале независни кандидати. И со господината Аларова во 2 наврата, и со господинот Тодоровиќ, сега и со господинот Мирослав Лабудовиќ од политичката партија Знам. Инаку, првенствено она што нашата програма предвидува за спречување на бетонизацијата, како што знаеме, веќе Центар целиот е максимално избетониран, нема веќе простор нигла каде да се фрли. Она што е многу важно да се направи ревизија на сите дупови, спорни, на сите издадени градежни дозволи кои што се уште градбите не се почнати во тек. Покрај ревизијата на дуповите, треба да искреираме што повеќе простор јавен каде што може да се изградат зелени површини, паркови. Такви веќе имаме лоцирано на повеќе места во Капиштец, кај Балила, пицеријата, во Градски зид, водно кај продавницата Звон, Ново Мало и други. Исто така, порано беше пракса на секој булевар по тротоарите да се засадат сега нови дрвореди, што повеќе да се најдат, значи, простор за да се разеленат површините. Исто така многу е важно да се осврнеме на транспарентност во носење на урбанистичките општини, бидејќи овој хаос денеска што се случува секогаш позади затворени врати на граѓаните. Граѓаните никогаш немале допирна точка да видат што се случува и мислам дека тоа е една од клучните компоненти кои што треба да ги имаме и исто така ќе продолжиме. Да, ќе продолжиме, да. Да не одземам време на други. Куцуловски, бетонизација. Прво благодарност за поканата на оваа емисија. Значи, многу ми е драго што слушам од другите соговорници за како се загрижени за бетонизацијата во Карпош, бетонизацијата во Центар. Таа бетонизација има име и презиме. Некој ги донел тие дупови во минатото и некој дозволил да дојде во таа ситуација. Тоа се партиите кои што веќе владееле во општина Центар 30 години. Што ќе направиме ние за да го спречиме понатаму? Мислам, секако ревизија на дуповите е во план. Ќе забраниме продавање на државно земјиште. Значи не може више ниту една педа зеленило да биде продадено за некој инвеститор или некој не може више да се поддржи урбаната мафија во Центар. Дополнително од аспект на зазеленување на општината и така натаму ние имаме капитален проект кој што планира да го трансформира делот на зелено пазарче, каде што и пазарот ќе се задржи и ќе имаме простор за зеленило. Тоа е тоа во насока на бетонизацијата. Добро. Димески? Благодарам. Сега само да појаснам за гледачите, поради изборните правила, независните граѓански иницијативи не можат на лифчињата да стојат со имињата своји, туку стојат со името на носителот на листата. Јас доаѓам од граѓанската иницијатива Шанса за Центар, независни заедно, и како дел од иницијативата веќе сум 4 години советник во општина Центар. На дел од јавноста сигурно е позната дека нашата иницијатива долго време, можеби повеќе од една деценија, се бори со овој проблем на бетонизација, прекумерна изграденост, односно гледање на просторот во општина Центар како низ призмата на парите, односно низ призмата на профитот на некои инвеститори. Денешната ситуација и на сите им е позната. Центар практично стана штедната книшка на половина од Македонија. Ако идете и претпоставам сите партии сега одат по зградите и ние делиме летоци, ќе приметите колку во новите згради можеби половина од становите се празни или се реиздаваат за краток престој и така натаму.
Оваа состојба не води кон комплетен колапс на општината. Ова сега општина за профит на неколку мина, а не за живот на граѓаните кои се жители тука. Низ нашето делување повеќе пати на повеќе начини, со повеќе инструменти се боревме. Едно беше мораториумот, предлози за суспензии на планови, на урбанистички планови. Ревизијата која спомна нашите соговорници е веќе направена за сите скоро спорни планови во центар. Имаме купишта документација, сега треба јунак тоа да го спроведува. И јуначки совет, исто така што ме радува што тука сме на слична линија. Неколку инструменти сега, ние бараме постојано нови решенија како ова да го поправиме, како да поправиме ситуацијата. Нови планови е прво, нови урбанистички планови кои по закон треба да носат на 5 години. Сегашните кои се спроведуваат и ја носат оваа катастрофа се донесени во 2012 година, па и претходно. Нови планови во кои државното земјиште ќе се откачи од приватните парцели. Градежните парцели нема да опфаќаат државно земјиште. Да. Тоа ќе биде фокус, нали? Ајде вака, јас предлагам уште едно кусо прашање на истава тема, бидејќи е прилично провокативно интересно, а тоа е тој фамозен мораториум за градење во општина Центар кој беше во времето на Саша Богдановиќ. Мораториум кој предизвика доста реакции, дебати околу тоа дали е добар, дали не е добар, дали треба така, дали не треба. Бидејќи имаме уште доста теми за да можеме да фатиме уште нешто, да не заглавиме само на ова прашање. Еве јас ќе ве повикам, ќе одиме поред, доколку некој и не чувствува дека има нешто посебно да каже на ова прашање, не мора. Само сакам еве кусо да го слушнам вашето мислење на оваа тема. Треба ли општина Центар повторно да се воведе целосен мораториум или не? Барзов? Ставот на знам е дека не треба да се направи мораториум. Требаме ние во Центар да се соочиме со оние предизвици кои се сегашни, но и за новите решенија да има прифатливост во урбанизмот. Да, треба да се гради. Секоја општина, ќе се сложат сите мои колеги дека најголемите приходи доаѓаат токму од градежништвото, но мора да се стави тоа во ред и да не биде на штета на урбанизмот, на нормалното живење во општина Центар. Некој ги спомна и тротоарите. Ние немаме како да се движиме по тротоарите, па сме принудени да идеме по улици. Ние немаме каде да ги паркираме возилата, затоа што се предимензионирани некои парцели со изградени површини. Да, тоа ќе не биде следно прашање во поглед на паркинг. Еве, бидејќи има и Јакимовски, ќе одиме поред, да. Па еве, околу мораториумот исто така и ние сметаме дека може би се види дека и не е така добра одлука, бидејќи истиот одзеде многу време, значи траеше 3,5 години откако уставен го укина, мислам дека. И граѓаните како граѓани поднеле, пример, да речеме, или инвеститорите, барање за одобирање на гради, меѓутоа истите се натрупа и сега дојдовме до ситуација каде што одеднаш почна да се гради, да се бетонизира и сметам дека доколку би имало мораториум, еве да би било ограничен на некои си 3 месеци каде што за конкретна работа би се одлучила и би се решил одреден проблем и би се продолжило со урбанизација. Да, Цветановски. Во врска со мораториумот, колку е практично, толку не, времето си поминува, тие што сакаат да замислят да градат, пак ќе го изградат. Како викаат кучињата, ладат карванот си врви. Што правиме со овие згради што се изградени бесправно, што се останати така, ни горе ни доле? Чекаат, што чекаат? Тие чекаат нова приватизација со 1% да се плати комунали. Ги има таква еден куп кај мене во Црничо водно. Застаната, требало 3 спрата, изградил 5. Ни се руши, ни се гради. Што се чека тука? Не знам, има контроли, има инспекција, има некој не превезе нешто во оваа држава или сите се чутат и си прават, си молчат и си тера работата. Тоа не е добро за граѓаните. Застаната е работата, ни горе ни доле. Не знам, но тој поглед треба нешто да се превземи. Или пак, ако не се руши, ако треба комунали платил 100 евра или 180, мислам дека е кај нас сега, нека плати 10 пати повеќе. И друг пат па нека гради. Да, добро. Нема друг начин. Коалицијата за зелена иднина е дефинитивно за таргетиран временски ограничен мораториум, особено во ризичните зони на општина Центар, до завршување на ревизиите и до спроведување тоа што ја не спомнав, треба да се спроведат тие ревизии, да имаме да не биде ова родово обележено, да имаме храбар
храбар совет кој што навистина ќе инсистира на тие ревидирани дупови, бидејќи сите овие забелешки кои што јас знам и следам се со многу здравствено-еколошки негативни проценки. И тука треба да внимаваме. И потоа тој ограничен временски мораториум, ние можеме да влеземе нели во имплементација, но со примена на сите тие лимити за висини и густина на нели на градење, зелено пред бетон, ова што го зборувавме како јавни идеи за конкурси за јавните простори за уредување. Значи сите тие елементи ние мораме некаде да застанеме. Мораме да видиме некаде зеленило пред тие нови згради кои што ќе никнуваат, а не сме против градењето, изградувањето и развојот. Да, добро. Андреевски? Па терминот мораториум за градба, јас колку што сум запознаен, не е забележлив во ниту еден закон. Она што е многу важно, еве сега и Уставниот суд нели го поништи привремениот мораториум кој што беше во општина Центар. Битно е многу да се осврнеме на да ги запазиме мерките за хумано и планско градење согласно законските регулативи. Бидејќи све денеска се сведува на непочитување на законските регулативи, да има зголемен инспекцијски надзор, бидејќи тоа се деловите каде што ние тие пропусти каде што ние свесно дозволуваме да се случува овој урбан хаос во моментот. Да, добро. Куцуловски? Значи, потребно е со комисијата која што ќе ги ревидира тие спорни дупови веќе и краток мораториум кој што ќе во еден краток период ќе дозволи да не се гради во општината, затоа што ако се добиеме долг мораториум во тој случај можеме да наидеме на исто сценарио како што се случи и скоро, каде што наеднаш сите добиваат градежни дозволи, одеднаш се почнува да се гради и живееме во хаосот. Јас сепак мислам дека е клучно да се забрани понатамошно градење, затоа што не е развојот само во градењето, развојот на една општина може да се види на многу други полиња. Ние во Скопје и во Центар очигледно според одговорите на нашите соговорници сме научени дека само со некакво градење добиваме некаков развој. Не е така и нема да биде така. Да, Демески. Се согласувам со колегата дека подразвој веќе не може да се подразбира од Центар ако се гради зграда. Ова што го зборуваат колегите како мораториум, тоа како инструмент не постои повеќе. Сега има суспензија на урбанистички план. Општината, како што кажав преска, има изработено еден куп суспензивни елаборати во кои се детално попишани сите недостатоци во урбанистичките планови. Имаше обиди поинакви, конкурсот за треска, кој што градоначалникот сам си го прогласи за незаконски и почна да издава градежни дозволи за оние наполитанки и така тоа сега се развива. Но проблемот е што во овој момент нашите активисти и денови зброја ги помина сите градилишта во Центар. Во овој момент има околу 70 активни градилишта во Центар. Значи тоа е бројка која што на инспекцијата нема теорија да успее да ја покрие со цел да обезбеди барем таму кај што се гради законски. Значи мора се ограничат и бројот на дозволи според капацитетот на контрола, а не може да се гради во цела општина во исто време. Да. Тоа е хаос. Добро. Следното прашање. Би сакал само на колегата од Левица да реплицирам. Зашто би биле за забрана за градење, без разлика дали е краткотрајна или долготрајна, секоја забрана ќе штети и би рекол ајде на оние обични граѓани кои што си имаат добри намери. За семено домување ќе биде стопиран да не може да се изгради градба која што му е од огромно значење на сметка на некој кој што планирал да гради 20 катници. Затоа сметам дека тие решенија се доста штетни за обичниот граѓани. Да, добро, поглед. Ви благодарам за контрарепlikата. Морам јас да ви кажам дека има разлика меѓу приватно земјиште и има разлика меѓу државно земјиште. Ние не планираме да им забраниме на луѓето дома да си градат згради, ние планираме да забраниме продавање на државно земјиште во општина Центар. И зеленилото мора така да се заштити. Ние апсолутно не планираме на некој дома да му забраниме да изгради куќа и семејство да остави, тоа е основата на една општина. Ве разбирам, меѓутоа треба да сватиме дека секоја забрана не може да се однесува на индивидуалци, него кога се донесува забрана, се донесува на одреден дуб. Од таа причина ние не се согласуваме и не поддржуваме било каков мораториум или забрана за. Така, но разликата помеѓу приватен имот и државен имот останува.
Приватен имот е за индивидуалци, државен имот е на сите и тоа е јавно добро. И тоа вие од ВМРО ДПМН мора да го разберете. Ние се слажуваме со вас за тоа. Меѓутоа, кога генерално зборуваме генерално кога нешто се суспендира ДУП-от, кога ќе се суспендира ДУП-от, тогаш без разлика дали е приватно државно земјиште, сите градби се стопирани. Да, Демески. Да се приклучам во дискусијата на колегите. Зачудувачки на последната седница на Општина Центар сега пред неколку дена се стави нешто што он се спомна два термини точка на дневен ред која што избегуваше и градоначалникот и мнозинството во Советот 4 години, се спомна јавен интерес и суспензија на една градежна парцела. Значи нешто што го баравме за многу други работи до сега не беше можно, ама сега пред избори е можно. Значи може да се суспендираат и делови од планови и ние планираме во следниот мандат и тоа како да ја употребиме истата аргументација со која што општината сега суспендираше една парцела за многу други подрачја во општината. И на господинот Новотни само да кажам, проблем е плановите од кога се, затоа што законот за земјино е во 2019 донесен, а плановите со 2012 и тој не важи за тие планови. Затоа мора нови планови да се донесат во кои ќе се вградат тие проценти на зеленило кај сите нови парцели, а ќе се одземе државното земјиште од нив. Да, добро. Преминуваме на следната тема која на некој начин е поврзана, тоа е паркирањето, сообраќајот, паркинг местата. Еден од најтешките проблеми на општина Центар ми се чини првенствено за жителите на општината кои живеат, но секако и за посетителите, бидејќи посетителите на некој начин ја движат економијата на општината. Барзов, имате ли план како да се реши проблемот со паркирањето во општина Центар? Секако дека имаме план како ќе се реши паркирањето, тоа има неколку системски решенија. Пред се треба ние како партија, знам, ќе работиме како советници и не само за добро на Центар, туку и на системски решенија заедно со градот Скопје. За да се намали дневната миграција на возила во општината Центар, неопходно е да се доведе во ред градскиот сообраќај. Со тоа ќе се намали и потребата за паркирање на други возила кои доаѓаат надвор од општината Центар, да не заборавиме дека во Центар се сместени скоро сите институции државни кои дневно имаат голем број возила. Ние планираме изградба на нова катна гаража на местото во Буњаковец, на местото каде што е сега постоечката и проширување на капацитетите на катната гаража во Капиштец. Исто така планираме да воведеме смарт систем на паркирање кој преку апликација ќе ги менаџира слободните места, моментално слободните места кај паркинзите кај резидентите. Најголем проблем тука гледам на систематизација на тоа прашање, бидејќи и оние паркинг места кои се резервирани за резидентите не се почитуваат. Ке се зголеми и контролата на тие паркинг места за да се изврши оптимизирање на можноста на паркирањето. Сведоци сме дека во општина Центар во последните неколку години направени се реконструкции на две улици, тоа е Ленинова и Орце Николов. По мое тоа е многу промашена работа, бидејќи и оние простори кои се изградени за движење на пешаците и на велосипедистите се узурпирани. Да, добро, Јакимовски. Би се согласил со Барзов дека за да се реши проблемот со паркинг, најпрво треба да се реши и градскиот превоз, како би се намалила циркулацијата на возила во централното градско подрачје. Инаку, како член во Советот, ќе поддржам секаква изградба, мислам, доколку е во ред изградба на катни гаражи. Се согласуваме околу изградба нели на катни гаражи, каде што за истите има простори, каде што ќе бидат истите лесно пристапни и достапни. Исто така, ние како партија имаме некој предлог за решавање на проблемот со паркинг во Центар, на начин што најпрво при изградба на нови згради, задолжително ќе биде за секоја стамбена единица да следува и паркинг место. Значи, тие што ќе купат стамбена единица да мора да купат и паркинг место во самата зграда. Зашто? Бидејќи оние кои што се доаѓаат во Центар и купуваат стан,
најчесто не купуваат паркинг места во зградата, во надворешни или внатрешни паркинг места, поради можеби за нив висока цена, нели, висока е цената на паркинг местата, истите се одлучуваат своите возила да ги паркираат надвор. Со самото тоа, самите жители во општина Центар сите своји возила, или ајде да речеме 50% ги паркираат надвор на улиците. Улиците се, односно паркинг местата надворешни се пренатрупани, а во внатрешната на зградите паркинг места да ги купуваат надворешни собственици, кои што истите нели си ги користат и станарите во зградите кои што се оселиле во општина Центар се нивните возила се паркирани на паркинг местата со кои што стопанисува паркинзи на општина Центар. Така да сметам дека тоа е дел од начините кои што би го решиле проблемот за паркинг, секако изградба на катни гаражи, нели делот кај Буњаковец кој што е исто така многу населен. Се согласувам со колегата Барзов, тука треба да има катна гаража. Исто така спомињаат некоја катна гаража во Капиштец, која што ако се смета дека е решение за паркинг за проблемите со паркинг е во ред. Да. Цветановски. Па, јас би рекол дека и да има 10 катни гаражи, додека нема совест на луѓето за паркирање, не помага ништо. Затоа што зградите кога ги прават, кога се планира да се изградат речи паркинг места, никој тоа не го почитува, не ги запазува тие параметри и луѓето ќе си купат стан и да имаат паркинг места доле во подрум не ги паркираат надвор. Или пак подрумите ги прават за зимници, а дел исто во зградите што се постоечите, кај што е ставен табли за резиденти, тоа треба да се укине. Како резидент? Ако е резидент за Центар, зградата, например, Боњата во Капиштец, си ги направија гаражите дуќани, од другава страна гаражите исто си ги направат за остава, колите на улица. И ние кој ќе дојдеме, например, од згоре од Црнич од Водно, нема кај да паркираме. Резидент, зашто резидент? Тој не го купил местото, зградата, станот го купил. Како се е резидент? Значи треба ние да ставиме на сите улици кај нас од Црничево, Пржино, сегде резидент. Ако е резидент за тука, прво и луѓето не знаат што е резидент. Многу луѓе не знаат што е резидент, се паркираат и тоа е направено сега да се казнуваат луѓето, да им се ставаат шапи и да плаќаат енормни цени за паркинзи. Не може тоа така да функционира. Погото исто така, колку пати сум му рекол на тие предпоставените, дајте луѓе во катните гаражи имаат паркираат коли со месеци. Си одат на одмор, си ги паркираат тука колите со прашина. По еден месец стои колата. Не може луѓе да паркираат. Јас предлагам катна гаража да се направи не на зеленило. Кај што постои паркинг плац, Каршинома, Македонија, кај што има асфалт, асфалт, простор, коли што паркираат тука да се изгради катна гаража, али да функционира. Да. Да може да се врши контрола, да има инженери сообраќање кај да предвидат да функционира за сите граѓани подеднакво, не само за дел од граѓаните. Да, добро. Коалицијата за зелена иднина е против градење на нови катни гаражи, особено кај нас мотото е повеќе паркови, помалку паркинзи. Паркинзи, да, санација на постоечките, она што го спомна Барзов, и надоградување на местата кои што веќе се паркинзи, да, но она што се решенијата што би ги понудили се да го напредиме системот на дигитални дозволи врзани за адреса и возило на жителите на општина Центар. Тоа се злоупотребува, се зборува, сега јас немам конкретни податоци, се зборува дека се издаваат премногу дозволи на нерезиденти или за повеќе возила на резиденти кои што не постојат. Знаете, и тоа е веќе повторно подигање на јавната свест. Треба да зборуваме за тоа. Временски рамки на достава на роба за трговските објекти и тие возила големи треба да бидат, нели, да го растеретат метежот, бидејќи паркираат и ги заглавуваат улиците и нема можност. Она што е уште нешто што секако може да се искористи во Скопје, тоа е ослободување на постоечките неискористени капацитети, паркинзите на деловните објекти и хотелите, особено ноќе и во викенд деновите, и подземните гаражи на деловни стамбени, мешани деловно стамбени објекти со овие дигитални дозволи. Значи имаме многу објекти големи, деловни простории кои што паркинзите се сосема празни во ноќните часови и тука би можеле резидентите на конкретните адреси да се користат. Значи тоа се идеи кои што треба да се види колку може да се имплементираат. Да.
Секако сообраќајниот метеж, мислам дека треба малку и повеќе да го елаборираме. Тоа е рестрикцијата на фреквентноста или смирувањето на фреквентноста на возилата низ центар е првиот приоритет што треба да направиме, да го осмислиме. Да, добро. Андреевски? Па, првенствено мислам дека за решавање на сообраќајниот метеж и проблемите со паркирање се едни од клучните наши проекти во нашата програма. Она што ние како решение го нудиме е изградување на повеќе катни гаражи, првенствено кај трговскиот центар Буњаковец, таму е планирано да имаме една катна гаража, монтажен паркинг во Капиштец, продолжување од веќе постоечкиот што е пред Беверли Хилс до Цветниот пазар, спроти поранешна Нова Македонија паркингот што и тука има простор да се изгради катна гаража. Во минатото би напоменал дека ВМРО во центар изгради 3 големи катни гаражи, меѓутоа гледаме и дека и тие не се доволни да ги задоволат потребите на нашите граѓани. Сакајќи ги центар да го изградиме како сите останати светски метрополи, може да видите секаде дека има времени забрани за движење низ центар. Она што ние го предвидуваме е правење на пешачка зона на рекорд улицата. Исто така изнаоѓање на нови сообраќајни решенија, односно да се воведат што повеќе еднонасочен режим на сообраќај, каде што од моменталните 2 ленти, едната лента би се користела за паркирање. И она што исто така е круцијално да се спомене, првенствено треба да се организираат очигледно и многу кампањи за подигнување на свеста кај граѓаните, бидејќи самите ние си правиме штета, како што веќе кажа и останатите соговорници, навистина овие денови во остварување на посета на граѓаните, слушнавме дека многу има кои што имаат постоечки гаражи, возилата ги паркира надвор, гаражите ги издаваат за одредени магацински простори и слично. И мислам дека свеста кај граѓаните првенствено треба да кренеме на повисоко ниво, доколку сакаме центар да го изградиме да личи на вистина на една светска европска метропола. Да, добро. Куцуловски? Благодарение на најштетните дупови донесени од страна ДПМН и СДС во изминатите години во нивното владење на општината, ние сега се соочуваме со неверојатен проблем на наоѓање на паркинг во општина Центар и сме во ситуација после свадба тапани, ајде да ја решаваме сега ситуацијата. Значи имаме 2 капитални проекти кои што ги предвидуваме за некакво санирање на проблемот со недостаток на паркинг места. Тоа е новата општинска зграда, во склоп на таа општинска зграда ние ќе имаме нови паркинг простори каде што можат граѓаните да ги користат воедно, како што споменав и претходно, зелено пазарче не само што ќе биде мултифункционален простор од аспект на зеленило и таму пазарџиите ќе можат да продават и ќе има простори за млади, за пензионери и така натаму, туку ќе има исто така и гаражи кои што можат да ги користат станарите на токму тој регион. Воедно предвидуваме мапирање на сите простори, подрумски и така натаму, кои што не се користат за паркинг простори, туку се користат за магазини и слично. Мора да имаме ние целосна слика за колку паркинг простори имаме и како можеме тие најефикасно да ги искористиме и на крај регулирање на цените за паркинг простори од страна на во новите градби и во општо во општината. Сакам да кажам за тоа дека намалувањето на сообраќајот е клучно, успорувањето на сообраќајот е клучно и морам да ви кажам дека ова кога го спомнавте со рекорд за пешачка зона, тоа е доста стара идеја, но таа идеја пропадна токму заради желбите на вашата политичка партија, таму да поминуваат цевки на непрописни места и таа идеја едноставно пропадна заради тоа што вие донесовте неправилни одлуки кои што ние денеска ги осеќаме на грбот на граѓаните. Да, би сакал да реплицирам на колегата од Левица. Моментално јавна тајна е дека вие како политичка партија во Советот општина Центар максимално го поддржувате Социјалдемократскиот сојуз. Имавте доволно простор во изминативе 4 години да донесете и да изгласате соодветни решенија, бидејќи
вашите две советнички групи го има апсолутното мнозинство во Советот. Вие, за жал, тоа не го направивте, него во се ги поддржавте советничката група и градоначалникот од СДС. Она што е многу битно да се каже, уште еднаш ќе напоменам, ВМРО ДПМН и покрај тоа што во минатото единствена партија која што изгради највеќе катни гаражи, очигледно е дека не беа доволни. Исто така, центар како општина, централна општина би рекол срцето на државата, природно е во периодот од 20 години енормно е зголемен бројот на жители, а со тоа и потребите за живот, за паркирање и слично. Така да, аналогно на тоа, не се согласувам со вас. Да. Во тој случај, јас само да ви реплицирам дека ние едноставно не сме во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз. Вие наречете го јавна тајна, сите го знаеме, муабити низ чаршија. Ние едноставно не сме во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз, ние сме блокирали нивни дупови, ние сме блокирали нивни штетни иницијативи и така натаму, и тоа ќе продолжи да биде така. Во врска со тоа што вие дека сте изградиле во меѓувреме катни гаражи, па немаше да има потреба за тие катни гаражи доколку не ги донесете тие штетни дупови, каде што го избетонизиравте цел центар и донесовте еден куп луѓе и хаос во сообраќајот во општина Центар. Како очекувате вие да се среди паркингот кога како резултат на тие штетни дупови ние сега имаме состојби кои што се такви во кај Арапска куќа се изгради зграда од некој си адвокат од Лихтенштајн на сметка на зелен простор паркче кој што постои тука од после земјотрес. Како со такви политики вие ќе го решавате и паркинг просторот, а општо и состојбите на бетонизација во општината Центар не ми е јасно? Да, добро. Димески? Со реплика? Не, беше право на одговор, да. Репликите идат Па може сите или ајде. Може и реплика ако имате кон некој конкретно. Не, на господин Барзов и на Горан, па и на Андреј. Може, може слободно. Прво реплика, дека спомнува катната гаража кај Буњаковеца, претходно зборувавме за тие суспензивни елаборати за грешките, нели, во урбанистичките планови. Таа катна гаража е една од недостатоците посочени од страна на урбанистичката служба на општина Центар во планот за Буњаковеца. Значи таа не е баш од добро решение и од аспект на пристап и од аспект на колкава 27 метра треба да биде според планот, што ќе ги засели сите околни згради и ќе ги остави без светло. Значи проблематична. И пристапот бидејќи се наоѓа веднаш до основно училиште ќе донесе огромен сообраќај таму, а на Андреј чисто му кажам идеите за пазарчето ги разгледувавме ни тие, но за жал во оваа кобна приватизација во Македонија која се спроведе, пазарите се приватна собственост. И тука ќе биде прилично тешко со нив да се излезе на крај, меѓутоа треба да се проба дефинитивно. Да, добро, да. Сега вашиот став. Да, значи ги слушав сите дискутанти, со дел од идеите се согласувам, со дел не. Главното што сакам да го посочам е дека никој не ја добил трката, колку паркинг места не се доволно паркинг места во Центар. Таа трка за доволно паркинг места ниту еден град во светот не ја добил. Не постои такво нешто. Тоа е трка во која не може победиме, само губиме. Колку паркинг места да изградите нови, тоа значи да односно да узурпираме јавна површина, да направиме места за колите, ние сме заложници практично на колите, особено во Центар. Пак нема да бидат доволни. Колку повеќе градите, толку повеќе доаѓаат. Значи треба прво да смениме целата игра. Бидејќи ако играме таа игра не може да добиеме никако. Ние изброивме дека во последните 15 години нашиот кандидат за советник Филип Пенчиш баш прави регистар на сите паркинг места во Центар. Имаме над 13 катни гаражи во Центар изградено. ПОЦ располага со над 5.500 паркинг места за кои им е издадено 16.000 картици. Градски паркинг располага исто така со неколку илјади паркинг места. Имаме десетици подземни гаражи, уште од градски зид, па сега по сите приватни оние стамбени згради кои се градат. Значи имаме илјадници паркинг места, тоа се простор заробен од колите, нели? Пред да се одлучиме дали да градиме паркинг нова гаража и каде би ја граделе, согласно дека има локации низ Центар каде може, треба на детална анализа се направи по сите реони. Колку има, колку му треба на населението. А политиките како општина да ги водиме кон тоа да ги ограничиме колите од другите делови од градот да доаѓаат во Центар. Што значи, прво преку менеджмент на постоечките паркинг места, ги спомнаа проблемите и другите дискутанти, луѓе кои имаат подземни гаражи, не ги користат, паркираат голе,
Има опции кога резидентните паркинг места преку ден може да се користат за страна на луѓе кои работат во центар до 4 часот, потоа повторно. Значи има прво сите опции да ги разгледаме пред да направиме добра анализа пред да се одлучиме каде да Новотнев сакавте. Да, имам дополнување, не е тоа реплика, ама дека мораме да почнеме да работиме на менталниот склоп. По Водњанска се движат милиони коли кои што доаѓаат од цела Македонија, заглавуваат. Целиот центар е заглавен со безброј вода. Ние мора да почнеме да размислуваме за алтернативен превоз, за подобрување на јавниот превоз и за враќање на велосипедите кои што биле во Скопје, особено во центар од времето на мајка ми 200 години наназад сите се возат со велосипеди и да се дадат стимулативни мерки нели за тоа или ако сакате дестимулативни за секое второ возило и за секое возење сам. Ние мораме да престанеме со тоа, зашто тоа оди нели во контексти на понатамошно загадување кој што се негира дека не е големо. Такви застои на возила, такви издувни гасови секако го зголемуваат и загадувањето и да размислуваме и на подобрување на ментално. Нема потреба секој сам да се вози и на 500 метра, знам колеги кои што живеат на 500 метра од болницата каде што работам и се возат со возило. Јас не сум тој, јас одам, се видувам пеш или со велосипед и тоа е веќе нешто. Да. Само Да, сакал Да, може. Како сакате, да. господинот нека повели па јас. Да се надоврзам на неговото. Кога рековте за велосипеди и за електрични тротинети, едно ќе ви кажам. Сообраќајната култура на велосипедистите и тротинетите е катастрофална. Има ленти обележени на Партизанска, со стрелка направена, особоена со бело. Еден правец од Ѓорче за во центар, друг правец од центар за во Ѓорче. Сите возат лево, десно, горе, доле, семафор за ними не важи. Пешаците кои поминуваат, ќе ги изгазат. Нема се случај парче ги прават. Не може да се помине. Значи ние поголема штета имаме сега од тротинетите, електрични и точаците, него од возилата. Возилата сега како така сопираат. Ќе се стави црвено. Овие брате шиваат на црвено, не гледа, слегуваш од автобус. И што е најважно, пред автобус кад чекаш автобус, тој поминува, патека има позади, не те гледа тој. Тој си гледа неговото да си заврши. А ти ако погинеш, тоа е друг проблем. Друго, сообраќајна полиција не постои. Ја нема видено задни 3 месеци. Од кога се случи тој инцидент на Партизанска улица, девојчето, 3-4 дена, 5 на Партизанска запира одеа. И исто и друга работа. Сега, ај што нема? Нигде ги нема. Одат по кафани, ресторани, секој собајле одат на доручек, чорба едат. Секој собајле одат по кафаните. Треба на улица да седат тие, не по кафаните одат. Да, добро. Не само тоа, уште нешто. Лента од 3 сообраќајни коловози. Зашто возат на крајната десно за право, го сопира сообраќајот, да га стои полицаец да можеш да одиш право. Ама десно, право ќе одиш за друг пат да се паркираш на средна лента или за да одиш за право. И тука се ствара хаосот и тука е гужвата. Значи, менталниот слоп на луѓето не е како треба. Тоа е целата работа. Не почитување на и на така, свестоста на граѓаните. Ништо друго. Не можеме да се откажеме од тоа. И само казни. 16 телефони, слушалки во ушите. На што личи тоа? Не, и битно и мобилни телефони. Не може така. За да не остане негативно за велосипедските патики, ние мораме да направиме на целоста велосипедска патика со јасни правила на движење и предимност. Ама никој не ги почитува. Се извинувам. И предимство. Во Холандија предимство имаат велосипедите и најголема грешка е да се гази по велосипедските патики. И тие треба да бидат физички заштитени затоа што се незаштитени. Јас не можам да стигнам од Водно до парк со велосипед заради тоа што има прекини. Особено раскрсниците треба да бидат со физички заштитени велосипедски патики. И тоа е решение. Или да се забранат тротинетите, или да се ограничат брзината. Ништо повеќе. Не, во ред, барзо. Не е во ред. Секој ние имаме нешто да кажеме. Чекам да видам за да природно да се исцрпи дебатот. Па природно ќе биде негде за саат време. Вака сега, да ви реплицирам вас, што се однесува до загадувањето и градскиот сообраќај. Локалната власт, општините мора системски да соработуваат со градот.
Ако нема таа соработка, не може ништо да направи. Имаме огромна миграција на возила од сите градови низ Република Македонија, па дајте на северниот, на источниот и западниот влез да направиме едни огромни паркинзи, каде што ќе функционира градскиот превоз и тие луѓе нема да имаат проблеми ни во функционирањето низ градот, ниту па граѓаните ќе имаат проблем со паркирање. Што се однесува до тротинетите. Тука треба да се соработува со полицијата. Пред се, ние во општините мора да направиме едукација на сите наши граѓани како се користат тие тротинети. Тие тротинети сега само ја пунат травматологија. Тоа е. Да. Ништо, тоа нема никаков бенефит од тие тротинети. А упорно општината се уште гради инфраструктура за нивно паркирање и изнајмување. Никој не користи заштитна опрема, ни флуоресцентен елек. А да не збориме дека се возат како кинески циркус. Е така. Да, Коцуловски. Се ова што го зборите е супер, ама ништо од ова не е под ингеренција на општина Центар. Значи, системски треба да се решаваат работите и тоа што се во ингеренција на општина Центар. Казни се МВР, патеки за точаци се град Скопје, паркинзи во на источниот и западниот влез на Скопје, исто така град Скопје. Што може ние да направиме? Можеме многу да Што направиме. може, не само што можеме да направиме, можеме и многу да направиме, а може да направиме во склопот на нашата општина, а тоа е да донесуваме хумани дупови, да можеме правилно да ги паркираме возилата каде што треба, да нема места каде што се буквално паркинзите запуштени, не се користат. Има начини, а не може се ние влагаме у дебата за како ние ќе го решаваме град Скопје. Град Скопје е составен од повеќе општини. Тоа е вистина. И ако нема соработка помеѓу општините и градот, ние не може ништо да направиме. Да, добро е да се гледа за нашата општина, но нашата општина е само еден атом во молекулот, кој треба да биде во хармонија. Ако ние, како општини, гледаме проблеми за секое решение, тогаш ќе имаме и личен проблем. Апсолутно, но што е проблемот со вашиот одговор? Проблемот со вашиот одговор е што вашето решение е целосна ингеренција на град Скопје, не ингеренција на општина Центар. И апсолутно дека ние треба да бидеме во комуникација со град Скопје за да не излезат по пресред. Јас сакав на тоа да се осврнам и да се осврнам за тоа дека треба да работиме на културата на луѓето да не возат коли, да возат, ќе изгазат на улица на Партизанска, ќе изгинеме си. Да, добро, ве молам само кусо ако нешто да. Собраке тема ќе имаме. Па немаме веќе време, да. Ве молам само кусо. На соговорниците, значи еден од начините на подобрување на целата слика е пред една година некаде се усвои нашиот предлог во општина Центар во сите градски четврти каде има внатрешни сообраќај да се воспостават зони за смирен сообраќај. Тоа е еден од начините, ништо не е спроведено до сега, ниту пари се назначени на таа активност. Тоа е бирократскиот начин или како би ги заобиколуваат спроведувањето на активностите, но без разлика. Таа одлука е донесена, едниот совет може да спроведе, мислам дека треба да се насочиме силно на тоа. Да. Добро, Јас би сакал само баш да искористам 30 на секунди, бидејќи кажавте нема повеќе да говориме на оваа тема. Секако јавниот градски превоз ставање во функција е многу значаен за растеретување на сообраќајниот метеж. Она што ние во програмата го имаме првенствено заедно со градоначалникот иден на град Скопје е поврзување и изградба на велосипедски патеки од сите точки во градот. Од Драчево до Ѓорче Петров, од Водно до Радишани, сите буквално велосипедски патеки да бидат споени. Иако денеска инфраструктурата не знам дали секаде дозволува, меѓутоа мора да се стремиме и да се трудиме полека да одиме во тој правец. Да, добро, за жал толку е времето, значи се разбира дека доста многу прашања останаа неодговорени, доста теми, но доста и од темите се на некој начин се испреплетоа, тука е животната средина. Не можевме, еве, за жал, посебно за професорот Новотни, животната средина малце повеќе да ја опфатиме, но некако сето тоа имплицираше и низ одговорите, но сепак граѓаните можеа да ги слушнат вашите ставови, ставовите на вашите партии, на вашите коалиции, што е тоа што го нудите, за што се залагате. Ви благодарам на сите за учеството во дебатата. Ова е крај на првиот дел, почитувани гледачи. Одиме сега, ќе ги видиме најновите вести, потоа продолжуваме со дебата носители на Совет за општина Аеродром.